Повеќе пари за пречистителни станици, водоводни и канализациони системи, изградба на дистрибутивни центри за земјоделски производи, реконструкција на факултети. Пратениците го изгласаа ребалансот на буџетот со 64 гласа за и ниту еден воздржан или против. Капиталните инвестиции од 750 милиони евра, главен двигател на растот во 2026, ќе има за 14,5% повеќе пари за инфраструктурни проекти. Забрзано ќе се гради автопатот Кичево Охрид и трите делници на конзорциумот Бехтел-Јенка. Наредниот месец стартува автопатот Скопје-Блаце, а се работи на пругата Белјаковце-Крива Паланка. Министерката за финансии задоволна од тоа како се полни државната каса. Повеќе пари има од данок на личен доход, добивка ДДВ, неданочни приходи и донации. Поради кризата и воведените мерки, кај акцизите ќе има пат од 26 милиони евра. Со овој дополнет ребаланс обезбедуваме средства за редовно исполнување на законските обврски, за раст на платите во предвидените сектори, за поголема поддршка во земјоделството, за социјална заштита за општините, но и за забрзана реализација на капиталните инвестиции. Истовремено остануваме посветени на одговорно управување со јавните финансии, зачувување на макроекономската стабилност и постепена фискална консолидација. Ребалансот е повеќе социјален, а помалку развоен, тврди опозицијата. Тие критикуваат и за порастот на дефицитот од 3,5 на 4,1%. Значи, државата најлесно реализира тековно трошење, а најтешко развој. Најбрзо се движи во делот на дефицитот, а најбавно во делот на инвестициите. И структурата на економскиот раст покажува дека владината слика е покрепка отколку што звучи во соопштенијата. Во првиот квартал растот изнесува 3,1, но индустријскиот сектор бележи пат од 0,8. Пратениците од власта реплицираат дека голем дел од дефицитот е за враќање на стари долгови на СРСМ земени со повисоки камати. Поради нафтената криза се очекува понисок економски раст од 3,8 на 3,5% и повисока инфлација од 2,5 на 4,5%. И покрај ова, тие велат дека Македонија останува земја со добри економски перформанси, најниски цени на горивата и стапкана инфлација. Значи 3,4 инфлацијата во јуни месец, иако е ревидирана на 4,5, значи многу реално на годишно ниво. И тоа е нешто кое што се случува во сите држави во Европската унија, не само во нашата држава. Водата која што вие ја предводевте и вашиот претходник имаше просечен раст од 1,1%, оваа вода сега има просек од 3,6%, 3,5 пати повеќе. Димитрија Скакочовска се обврзува на домакинско трошење на буџетските пари. Се намалуваат ставките за стоки и услуги. Дополнителни задолжувања од првично планираните ќе нема, а ќе се направат и напори јавниот долг да не надмине 60% од БДП.